Покрај најавите за брзо завршување на војната, ја мислам дека војната воопшто нема брзо да заврши. Дури ако се договори определен мир, ја мислам дека нема да биде крај на војната. Така беше претходната година при 12-дневната војна. На многумина им заличе, окей, 12 дена војна, се заврши војната, тоа е тоа. Напротив, се овозможи процес на купување време. Мислам дека и сега, во момент на заглавување и на исцрпување, може да се постигне некаков купен мир, времен мир. Но мислам дека денес да се донесе одлука за завршување на војната и да се потпише истата таа одлука, дека тоа ќе биде само една времена рамка. Вториот момент што сакам да го напоменам е дека според мене сите страни ќе се прогласат за победници. Првата работа е што сметам дека Иран доволно е да не биде поразен, да не дозволи промена на режимот, да не дозволи промена на граници и да се прогласи себе за победник во таа војна. САД, мајќи го и целиот оној однос кон јавноста и кон се на Трамп, без разлика на исполнување или на неисполнување на своите цели, сигурен сум дека ќе прогласат победа и сигурен сум дека ќе кажат ние успеавме, тоест веќе многу пати беше кажано. Претходно ја уништивме нуклеарната, доколку минатата година ја уништивме нуклеарната програма, зашто повторно го секој трет ден, после третиот ден уништени се 80% од капацитетите на Иран. Така зашто војувате ако се уништени? Ќе наидеме на па дали ја би го рекол на еден судир на субјективни вистини, филозофски кажано, двете страни ќе создадат своја субјективна вистина и двата света ќе живеат во својата субјективна вистина за потребите за внатрешен мир во нивните општества. Тоа се вика секој свој филм. Па може така да се каже. Глумачки кажано, ти филозофски. Не е далеко од вистината.